По еден автобус за превоз на ученици ќе добијат 23 општини во Македонија како донација од Народна република Кина. Договорите за доделување на училишни автобуси денеска во владата ги подпишаа националниот координатор за странска помош Теута Арифи и председателот на ЗЕЛС Гоце Трајановски. Арифи истакна дека оваа донација доаѓа во вистински момент, бидејќи образованието и вложувањето во него е важен сегмент и изрази надеж за понатамошна соработка со Народна република Кина. Ја користам оваа прилика на сите присутни гости од локалната самоуправа да им честитам за новите возила, да им посакам да им користат во процесот на едукација на младите генерации, исто така да ги поддржам и да ги охрабрам за да развијат повеќе меѓународни проекти со кои ќе овозможат повеќе повлекување на меѓународни грантови и меѓународна помош. Трајановски изрази благодарност од името на сите општини до Кина и до Секретаријатот на Република Македонија, кој како што истакна ги осети потребите на локалните власти. Оваа донација на Народна република Кина доаѓа во вистински момент, кога поголем број на општини се соочуваат со недостаток на средства за надоместување на патните трошоци на учениците во поголем број на средни и основни училишта. Берово, Битола, Куманово, Велездемир, Капија, Кавадарци, Кичево, Кочани, Крива Паланка, Ресен, Маврово, Ростуше, Врапчиште, Пехчево, Прилеп, Ранковце, Свети Николе, Штип, Липково, Теарце, Желино, Студеничани, Сара и Радовиш се општините каде ќе се доделат овие автобуси. Имаат жолта боја и по 35 седишта. Автобусите се опремени со заштитни автоматски врати против пожарен апарат и сигурносен појас за секое седиште. Училишните автобуси од кинеската компанија Јутонг пред се ќе бидат наменети за руралните средини. Обезбедени се со грантови во вредност од 1 милион евра. Имплементатор на проектот во Кина е Националната корпорација за економска соработка со странство, а во Македонија е спроведен во соработка меѓу Секретаријатот за европски прашања при владата на Република Македонија и амбасадата на Кина во Скопје.